Почитувани гледачи, еве ме мене повторно во студиото на утринската програма на Слободен печат, а мој гостин, се разбери ваше, Оливер Андонов, професорот од Војна академија, човекот кој го врзуваме, нели, постојано за некои безбедностни аспекти од разговорите кои ги водиме со него, но и на темите на кои што работиме, но сега вие сте тука во нашето студио поради една друга работа. Прво да ви посакам добре дојде, потоа да ве прашам. Добро утро. Да. Ви благодарам на поканата и се надевам и гледачите на Слободен печат ќе уживаат во темата која ќе обработиме или темите кои ќе ги обработиме. Може да допреми безбедносни теми ако ве одбранбено безбедносни теми доколку ви интересира. Да, но прв план е нели тужбата која што вие ја поднесовте против ВМРО ДПМНЕ, партијата ВМРО ДПМНЕ пред Управниот суд, така, ако не се лажам. Да. Значи вие спорите дека председателот на партијата и претпоставам или раководните луѓе го прекршиле статутот на партијата со начинот на кој е избран кандидатот за председател, во конкретниот случај тоа е Гордана Силјановска-Давкова. И вие сметате дека тоа е направено на нестатутарен начин. Може ли да објасните што точно сакате вие да на судот да му објасните? Значи јас тука можам да ви објаснам вам на гледачите, на јавноста македонска, на членовите на ВМРО ДПМН, а судот веројатно ќе треба да седне и да си ја разгледа тужбата и да донесе одлука по поднесената тужба. Затоа што веќе 2 недели како е и повеќе тужбата поднесена, немаме никаков соодветен одговор и тоа многу покажува за работата на судството. Судството знаеме дека е на никакви, нели, довребато судството е 1-2%. Значи знаеме какво е тоа. Значи тоа е дури и неефикасност, не е во прашање доверба. Јас тука сега не поставив прашање за тоа дали правилно или неправилно судот ќе одлучи. Тоа е сепак во некое идно време. Воопшто судот не постапува, значи таму има итност од барањето да се постапи за да се овозможи нормални процеси во партијата, но судот не постапува се уште. Нема да навлегувам во шпекулации зошто е тоа така, но нека се запрашат и граѓаните и членовите на партијата, но и судот зошто тоа го прави така. Ајде да сега судот на страна. Сега да се вратиме на конкретно на тужбата. Значи видите, членството во политичка партија зависи од политичко-идеолошката позиција на партијата. Барем тоа јас, како Оливер Андонов и поголем дел се надевам на членството во ВМРО ДПМН, така го гледаме. Токму поради идеолошко-политичките цели на ВМРО ДПМН, како одраз на македонската државност и демократска партија за македонско национално единство, не зборам националистичко, напоменувам национално единство, сум член на партијата ВМРО ДПМН. Од тука, кога вие влегувате во една партија, статутот на партијата, кој би бил устав, во преведена смисла за државата, представува правилник за тоа како се игра внатре. И сега замислете, вие играме ние една, најтривијално да го објаснам, тоа е една фудбалска утакмица и забрането е во 16 метри да се игра со рака, така? Јас влегувам, ја земам топката со рака и ја донесувам до голот. Добро, така си играат наши игри секогаш. Ама видите сега, ние ако сакаме не било поразлично. Знаете како Срđan, ако сакаме ние да изградиме демократија, мора да започнеме да ја градиме од партиите, бидејќи партиите се дел од политичкиот систем во државата, кои се борат за власт. Основната прва лекција кога се изучуваат политичките партии е дека политичката партија се формира заради освојување на власта и е дел од политичкиот систем на државата. Од тука и мојата партија, ВМРО ДПМН, не е надвор од политичкиот систем на државата и се бори за доаѓање на власт. Барем така треба да биде. Овие статутот тие го имаат прекршено со начинот на избор на председател. Многу е едноставно. Значи, статутот во член 59 став 1 предвидува и вели вака. Се распишува конвенција за избор на председател на државата подржан од ВМРО ДПМН. Свикувањето на конвенцијата се врши најмалку 1 месец пред почетокот на незината работа и тоа со одлука на Централниот комитет на партијата.
Без разлика какви се моментално состојбите во партијата, без разлика како е избран Централниот извршниот комитет, делегатите на Конгресот кој уште 2021 година го бира Мицкоски за председател и тогаш се прекршија статутарните одредби и предупредивме на тоа, но не сакавме да влегуваме во една ваква состојба. Сега сметаме дека веќе станува навика ова однесување, затоа е и вака тужбата поднесена и тука пред се не е партијата како партија на еве ќе употребам еден неубав термин на удар, туку е насочена кон опаметување на председателот на партијата, кому нели се му е смешно, а ова воопшто не е смешно. Туку е многу жално и сериозно, како што е жално и сериозно кога ќе треба да изгласате промени на кривичен законник по 353 од лукративни причини на луѓе блиски до вас, па му дадете подршка на СДС тоа да го направи со правење кворум, така и оваа сега. И сега што се случува? Добро, кои се во членот 59 објасни во ставот 1 какви се условите. И сега што понатаму се случува? Ние немаме никаде видено одлука дека има донесено одлука за свикување на конвенција. Може би ќе извади антидатирана одлука Мицкоски од некаде, но и тука го прекршува статутот на партијата, бидејќи во член 4 став 1 од статутот на партијата вели работата на партијата е јавна. И тој е должен... Таа конвенција не било јавно објавена... Тоа е не, одлуката од централен одлуката од централен комитет не е јавно објавена. А тој е должен одлуките на централен комитет како и партиските акти да ги јавно објавува. Да каже дека почнува конвенција. Да каже донесена на, да кажеме ако слушнавме од медиумите дека сега во сабота на 2 март ќе биде одржана конвенцијата во Скопје, тогаш најрано, односно најдоцна, да така кажам, требало да биде некаде 30 јануари веќе објавена, односно донесена одлука на Централниот комитет за свикување на конвенција. И ние требаше да ја видиме таа одлука и врз основ на таа одлука дека се свикува конвенција и дека се потврдува изборот на делегати на конвенцијата и тоа е посебен процес кој исто така не е запазен. Немало никаде, нема записник, не постои никаков увид во процесот на бирање делегати и потоа во следната фаза партијата објавува оглас. Значи така стои во член 62 дека партијата објавува оглас, јавен оглас за кандидати за председател на државата подржан од ВМРО ДПМН, кој, вака, внимавајте, вели, ги исполнуваат законските, веројатно се мисли на уставните, бидејќи законот за председател на држава е укинат. Добро. Туку во член 80 од Уставот на Републиката стои кандидат за председател на Републиката кои лица може да бидат. Веројатно на тоа се мисли, кога вели треба да ги исполнува законските услови и може да се пријави секој. Значи нема ограничување. Нема ограничување дали е дури член нема на партија. ограничување дали е член на партијата. И сега каде доаѓа ВМРО ДПМН, односно Мицкоски самиот со себе во коалиција и нека продолжи тој да се смее, јас ви кажам дека е жална целата состојба. Доаѓа во колизија со себе и тоа многу покажува како утре некој би се однесувал на власт, значи ќе гледа да наоѓа дупки низ законите, не да спроведува устав и закони, со тоа што во јавниот повик, прво нема оглас, туку има јавен повик, прво искажува една хипокризија. Вели јавен повик за кандидат за председател на Република Македонија. И тоа е спротивно од статутот. Во статутот стои председател на државата. Јавен повик. Стои оглас за кандидат за председател на државата, во статутот стои. А тој на јавниот оглас, односно јавниот повик што го има објавено на веб страната на партијата, стои јавен повик за кандидати. А која е разликата меѓу јавен повик и оглас? Огласот требало услужбен вестник да се... Јас зборувам терминолошки, добро. а зборувам и така како што по логика ако објавуваш јавни огласи треба во два вестника најмалку нели да го објавиш и медиуми. Не само на страната на ВМРО ДПМН. И потоа почнуваат неколку последователни прекршувања. Како на пример најпрво се повикува на членовите 38, 40, 41 и 42 од статутот на партијата, кои членови воопшто не ја допираат
конвенцијата, односно свикувањето на конвенцијата. Нема никаква врска тоа со конвенцијата. Тоа се членови кои се однесуваат за работата на извршниот централниот комитет. Добро. Понатаму се повикува зошто го објавува јавниот повик, како што тој го дефинира. Се повикува на заклучок донесен од седницата на извршниот комитет на 5.12.2023 година. И сега, ако Централниот комитет е повисок орган од извршниот комитет, како може извршниот да донесе заклучоци на своја седница на 5.12.23 година и врз основ на тие заклучоци да се објавува јавен повик за кандидати за председател. Понатаму, вели, потребно е да секој што ќе се кандидира обезбеди 30 потписи, односно подршка од најмалку 30 делегати за конвенцијата. Тоа во статутот не е предвидено. Подршка од 30 делегати на Конгрес е предвидено за избор на председател на партијата. А за Кандидат за председател. Кандидат за председател на партијата, да се пријави на Конгрес за избор на председател на партијата, треба 30 делегати на Конгресот да дадат подршка на тој кој ќе се кандидира. Најмалку 30. А во овој случај, за конвенција за избор на кандидат за председател на државата подржан од ВМРО ДПМН, ништо не е предвидено, може секој да се пријави. Во конкретниот случај, пластично само да докажам, замислите, вие сакате да се пријавите, вие не сте член на ВМРО ДПМН, нити ги знаете делегатите. Искрено да ви кажам, дури ни јас не ги знам делегатите кои се. Знам оние по функција кои се и кои може да се најдат на сајтот на партијата. А делегатите во Конгресот не ги знаат. Другите делегати на конвенцијата не ги знам. Така што јас не знам од кого можам да побарам потпис, а тие не беа ни објавени јавно. Затоа статутарно нема ни обврска да се објавуваат јавно делегатите на Конгрес, на конвенцијата, бидејќи нема ни потреба од собирање потписи од нив. Туку секој и вие може да се пријавите за кандидат за председател на државата подржан од ВМРО ДПМН. Сега има уште еден момент, кој исто така не е предвиден во статутот, а вели вака, а во јавниот повик е ставен, и да ги поддржува политиките на ВМРО ДПМН. Ако статутот не предвидел да се поддржуваат политики на ВМРО ДПМН, тогаш а во претходниот став 1 од член 62... За вработување да сте тимски играч, ова е веројатно тоа. Ама не, видете сега не можеме ние тоа така сега. Позицијата председател на државата не е вработување на јавен оглас, кој сака да се вработи како председател на... Ама се може што сака да ја смета, тоа е уставна обврска, тоа е уставно регулирана државна функција. Вие велите цело време ние. Кои сте тоа вие? Вие сте некаква фракција на ВМРО? Значи вака сега. Кога зборувам ние репрезентирате поголема група на луѓе. Така. Јас во моментот и овде кај вас и кога зборувам за тужбата, зборувам во име на фракцијата за демократизација и ревитализација на ВМРО ДПМН, која по поприлично време неуспешен обид за разговор внатре во партијата и демократизација на партијата, некаде пред повеќе од година и половина излезе во јавноста дека ќе делува фракционерски внатре во партијата со цел единствена и клучна цел е демократизација на партијата. Тоа не значи дека некој е против идеолошките основи на ВМРО ДПМН, никој не е против партијата и против членовите, туку напротив, нашата основна идеја е ВМРО ДПМН да се врати на идеолошко-политичките основи и да се демократизира во изборот на органите на партијата и утре како власт во изборот на органите кои ќе ја представуваат ВМРО ДПМН, дали ќе бидат изборни или именувани функции. Се дали вие бевте кандидат, сакавте, планиравте преку вашата фракција, нели, да бидете кандидат на ВМРО ДПМН на конвенцијата, да бидете како некаков противник на Давкова, Силјановска Давкова на конвенцијата, дали имавте такви амбиции? Значи вака сега. Или ви пречи тоа што едноставно не може? Веднаш ќе го расчистиме тоа, бидејќи јас слушнав едно соопштение од мојата партија дека ја не сум можел 3 потписи да соберам, а требало сум сакал да се кандидирам дека била амбиција. Не. Оливер Андонов нема амбиција да биде председател на државата. Оливер Андонов нема амбиција да биде дури ни пратеник, затоа што ако беа такви амбициите, јас на една друга
телевизија и на едно друго место кажав дека имаше многу понуди до мене стигнат, односно и до фракцијата, да излеземе со паралелни листи. Какви и да беа? Противниот табор. Не од спротивниот табор, токму од луѓе од ВМРО ДПМН, да излеземе со паралелни листи, ние тоа го одбивме, затоа што ние, не е целта, фракцијата нема за цел да ја урне ВМРО ДПМН. Ама зашто ви понудиле да имате паралелни листи? Затоа што можеби некој од тие што сака да имаме паралелни листи имаше двострана намера, или намера да има политичка моќ, или намера да ја урне фракцијата, идејата на фракцијата за демократизација на партијата. И јас затоа еве повторно јасно го кажувам тоа. Ние како внатрепартиска фракција за демократизација и ревитализација на ВМРО ДПМН немаме намера да ја урнеме партијата, нити ќе настапиме против партијата. Ние имаме намера да ја демократизираме партијата. А очигледно тоа најмногу им пречи на Мицкоски и моменталното раководство, бидејќи во момент кога имате недемократски односи внатре во партијата, имате диктаторски однос, диктаторски политики, апсолутистички режим. Ај сега малку претерано. Ама токму така. Сите партии ке нас се султански партии. Извинете, сите се пуни усти демократици на сите, ама Среѓан, мене не ме интересира како е тоа во СДС. Тие се наследници на комунистите, така си кажа. ВМРО ДПМН е сепак наследничка на една политичка структура која се борела за Македонија и сакала да има и демократски цели во Македонија. Тие луѓе имаат страдано од комунистите и кога зборувам јас за идеолошката основа на ВМРО ДПМН која е поместена, за која Мицкоски нема да прифати никогаш да разговара, зборувам и за неговото присуство, например, на промоција на книга на Лазар Колишевски и фалбите кои беа таму изнесени. Значи, ајде да ги расчистиме работите. Дали сакаме во државата да имаме демократски партии кои во политичкиот систем на државата ќе го пренесат тој внатрешен демократски дух на државата и ние ќе живееме како нормална европска држава со изградена демократија и цврста демократија, или ќе продолжиме да живееме во султан партии, како што вие го рековте тоа, каде што председателот на партијата ќе одлучува кој каде ќе биде, во зависност од тоа колку сте блиски до него, колку сте полтронски расположени кон него. Секогаш со сите партии што биле на власт. Сега не зборам ја за некои помали партии, можеби таму другачие. Памтам и времења кога и не било така. Мислите во времето на Лјупче Гергиевски беше поинаку? Мислам дека поинаку беше. Подоцна работите се менуваа и се од полошо на полошо. Еве пак ќе се вратам на статутот на ВМРО ДПМН. Во времето на Лјупче Гергиевски имаше одлука дека статутот, и тоа така беше и статутарно предвидено, статутот може да се менува само на Конгрес, бидејќи Конгресот е највисоко тело на една партија, така? Добро. Подоцна во времето на Груевски тоа беше изменето да може Централниот комитет да го менува статутот. И ние денес имаме ситуација во која без деловник за работа. Комитет можеше устав на држава да менува во време на Никола Груевски. Таква беше. Добро се, ако сте имале можност во парламентот да имате 80, ќе промените устав секако. Да. Но ако вие се доведете во состојба да статутарната комисија на партијата нема деловник за работа, и тогаш може било кој председател на партијата го повика председателот на статутарната комисија да му каже сакам да се промени статутот во тој дел, тој може во една постапка која никаде не е детално изрегулирана да на Централен комитет од утре важат овие правила. И ги поднесе во рок од 8 дена до Основниот суд во Скопје каде е регистрирана партијата дека се извршени промени на статутот. Од тој аспект ви зборувам дека тоа не покажува демократски капацитет ни на личностите кои раководат со партијата, во конкретниот случај на Мицкоски, ниту покажува демократски капацитет на тие кои учествуваат во раководењето со партијата. А членството е колатерална штета. И еве уште една работа како доказ на ова што го зборуваме, како факт за ова што го зборуваме за недемократичност. И покрај тоа што очигледно одамна одлучил Мицкоски дека Гордана Силјановска треба да биде кандидат на ВМРО ДПМН за председател на државата, и јас користам прилика да ја повикам самата да си го преиспита својот статус во рамките на ВМРО ДПМН и почитување на статутарните процедури за избор, за да не влезе во кампања така како што ќе влезе со една дамка голема на неа. Мислите, бидејќи единствен кандидат, дека немала токму затоа надпревар внатре во партијата, на тоа мислите? Не само тоа, бидејќи се процесите се среќам погрешни. Значи, од каде вие знаете, еве Оливер немаше да се Андонов немаше да се пријави, сигурно немаше такви амбиции. Од каде знаете дека на пример вие, да кажеме, како пример ве земам бидејќи сте ми соговорник, или било кој друг од партијата немал да искаже желба да биде
да се представи пред конвенцијата можеби со подобра идеја, со застапување на некои политички цели согласно уставот на државата, бидејќи претседателот не е личност која може да креира многу сопствени политики, има уставно определени работи кои мора да ги завршува. И вие тоа го попречувате внатре во партијата и ја доведувате Силјановска во состојба, нели таа сака да биде коректив на некоја идна влада, ја доведувате во состојба да не може да има дамка дури и кога ќе тргне во една изборна кампања. И сега видите што се случува. Згора на се, Мицкоски вели на 3 во недела, многу интересен датум е 3 март, ме потсеќа на 1878 година. Да. Не знам која порака сака човекот да ја прати. Не знам, тоа е со Стефанска Бугарија. Па, токму затоа, не знам која порака сака да ја прати. Човекот ќе го мобилизира членството наше од партијата да оди да се потпише за Давкова, за да покаже моќ дека еве ние и на конвенцијата ја изгласавме како единствен кандидат, но еве и ќе и собереме потписи. И јас повторно ќе ја прашам професорката, колешката Давкова, ако бевте независен кандидат, колку ќе соберевте потписи? Гледаме господин колку има. Колку ќе соберевте потписи ако навистина бевте независен кандидат и одеднаш не доживеавте идеолошка трансформација која веројатно никогаш е немало од министер во влада на Црвенковски да дојдете за кандидат за претседател на ВМРО-ДПМН. Тоа е работа на ВМРО-ДПМН. Дали вие како сепак дел од ВМРО, бидејќи се уште се чувствувате себе си како... Јас сум член на ВМРО-ДПМН, јас си го имам обновено и членството си го имам ажурирано, како и мнозина кои се поддржувачи на фракцијата, бидејќи и тоа да го напоменам повторно по кој знае кој пат. Сепак ќе ја поддржите фракцијата нема тоа на изборите за... Значи, како може, еве сега најотворено да го кажам тоа, како може да поддржам некој кој во партијата како поранешен министер на Црвенковски доаѓа на мала врата, пежоративно да се изразам, доаѓа за кандидат за претседател на ВМРО-ДПМН. Јас како десничар, како член на ВМРО-ДПМН, како поранешен функционер по разни органи на партијата, не можам да си дозволам таков луксус да одам спротивно на мојата идеолошка определба. Бидејќи Давкова со ништо не покажа дека е десничар, дека ги има сменето своите политики и не учествуваше во правилен начин на избор за кандидат за претседател. И јас сметам дека таа не треба да биде поддржана ни од членовите на партијата. Тоа што во некои депеши од партијата и насоки се закануваат на членството дека на 3 мора да дојде и да си потпише за Давкова за да не сносат одговорност членовите, тоа може да им го раскажува на некои наши членови кои живеат во страф очекувајќи нешто дека Мицкоски ќе им даде. Јас јасно, јавно и гласно кажувам, не очекувам ништо од Мицкоски. Тоа што ние како фракција, а фракцијата нема членови, туку има поддржувачи, бидејќи сите сме членови на ВМРО-ДПМН, што бараме од него е да седнеме, да разговараме за политичко-идеолошките позиции на ВМРО-ДПМН од позиција на Европска Унија, значи како проевропска партија, дали тој има намера да бидеме ние проевропска партија, тука е многу дискутабилен односот, и демократизација на партијата со определени рокови за статутарни промени, избори на органи во партијата, вклучително и претседател на партијата. Од членовите на партијата. Само што добив од режијата знак дека мораме да завршуваме. Привршуваме, да. Дали остана нешто неизговорено во поглед на вашата тужба? Па видете се, сакаш нешто да кажете, не би сакал да ве прекинам, а да не сте кажале. Ние вака сега, бидејќи знаете, рековте дека сме кратки со времето, ова е кратко интервју од некој половина час. Ние ќе го завршиме секако, бидејќи тужбата е на 10 страни и има многу што да се дообјасни. Почнувајќи од членот 35, каде што претседателот е должен да го штити статутот на партијата, а го прекршува и така натаму, така да не би оптеретувал. Ја имам јавно објавено на мојата Facebook страна и мислам дека на Facebook страната на фракцијата е исто така објавена тужбата во целост, кој е заинтересиран може да ја прочита и ја повикувам колешката Давкова да ја прочита и како правник да даде свој суд. Еве, колешкава тоа може да го направи. Јас како неправник тоа што го видов и еве го изнесов и пред граѓаните и пред членството. Ви благодарам многу. Мене е многу криво што немавме време да зборуваме за некои теми кои можеби на мене ќе ми бидат поинтересни, позабавни, а тоа е нели во оние сегменти на
безбедност и така натака, но се надевам дека наборгу повторно Јас сум ви на располагање и за стручни и за политички теми, нема никаков проблем. Тука сум мојата академска позиција бара од мене да имам и јасен и концизен став изнесен пред јавноста како универзитетски професор. Ви благодарам. Ви благодарам. Почитувани гледачи, продолжува нашата програма со вестите од културата и колешката Ана Јанева.